Почитувани Facebook пријатели, еве директно ви се обреќам од нашето поклоничко патување према Охрид, посветено на нашиот духовен бисер, голем православен великан, Божи угодник Свети Наум. Мала поклоничка група, 20 на луѓе, бидејќи толку ни овозможуваат условите, но сите, во име на сите вас, ќе се молиме и ќе допринесеме нашето поклонение да биде не само за нашите души, за нашите семејства, него и за сите вас кои што ќе не гледате и што ќе не послушате и што не замоливте да се молиме за вас. Еве полека ќе завртам камерата да се запознаете со нашите членови. Главната Баба Радче, исто љубител голем на Свети Наум, најголем. Баба Радче, еден поздрав до нашите гледачи. Многу љубов и со љубов ќе се молиме за нив. Затоа што тој е голем светител и од него имаме многу што да научиме. Кога Европа била во темнина, тој бил нашата светлина. Така е нашата Славче, која што после големи и тешки искушенија многу се радува што ќе биде кај Свети Наум, малку да си ја нахрани душичката, а и да се помоли за себе, своето семејство и за сите останати. Славче? Сега еве ги останати. Сета радост, мислам дека сакам да ја пренесам на сите нив, молитвено за сите нив и духовно да се наполнам батериите, да се ги наполнам по Свети Наум, нашиот жив светител. И тоа им посакувам здравје на сите. Така е за тоа. Во нашата мала поклоничка група прв пат ни се придружува сестра Наде. Многу сме среќни заради незиното присуство. Она е, како што си велиме, мајка на монах. Нашиот мил и драг Порфирија. Многу е среќна што ќе може да се не придружи само на групата поклоници, него и што ќе може во домот на Свети Наум да принесе и своји лични молитви. Сестричке? Многу сум горда што сум со вас. Господ здравје да ни даде на сите, молитвите наши, посебно на мајките, да опираат до Господ, сите да се живи и здрави, весели, љубов и мир. Амен. А еден голем љубител на Свети Наум, нашата Радче. Тврдам, години и години е негов поклоник. Свети Наум е голем светител, благодариме на Бога што имаме таков голем застапник за македонскиот народ, што се застапува пред Бога за нас, што ни помага секогаш кога сме во сите можни тешки ситуации, да ни помогне. И затоа да не го забораваме овие на светите свет, кога очите ни велат вие да имате Свети Наум, бидете горди вашиот голем светител, што секаде се почитува во целиот свет. Така, малку ни е бучава во автобусот, мора да еркондишенот да работи. Јас се надевам дека ќе ги слушнете нивните зборови. Нашата Оле. Јас го делам исто мислењето на искажувањето од на сестра Рада и на предходните сестри. Така, поздрав до сите, така? Така. Имаме нов член. Прв пат доаѓа со нас сестричка од Кочани. Кога ми се јави на телефон, бев среќна што се испразни едно место и реков Свети Наум ја повекал. Замислете, дури од Кочани со автобус до Скопје и од Скопје до кај Свети Наум. Колку љубов за Свети Наум и за едноставно што вика она, што вели дружењето, сакам да го почувствувам кој што вие постојано го имате и го следам на Facebook страниците. Сестричке, поздрав до сите, до Кочани, до домашните. И на сите и пожелувам да појдат на вакви патувања. Амин, амин. Да. И надевам се дека и понатаму ќе идам
со вас. На другите патувања кои имам можност. Па и со сите, нека има, нека организираат, нека има на сите страни. Да. Така е. Е сега од срце тропарот за Светина, јас би го кажала. Ајде. Соединувајќи се со Христа, си го оставил светот. Живејќи со дух, телото си го расипнал преблажен науме. Си се стремил како апостолите да се подвисуваш и безбројното мизиско мноштво во верата си го водел. Така и нас со твоите молитви избави не од искушение. Слава. Ти благодариме, нека е на здравје и спасение. Сестра споменче Илинче, ке се молиме за Илинче. Молиме сите. Да поздравиме Илинче, кој ќе те гледа ке рече. Баба, како те вика? Баба Ека. Срцушка мила. Прашуваш кој ќе чува кога мера. Свети Наум да помогне. Ти ќе биде дома, Свети Наум ќе го молиме. Така е. Душичка мила. Поздрав до сите, ќе се молиме за здравје. Така е, така е. Имаме и една нова пензионерка. Многу беше среќна што кој ќе се пензионира ќе може да не дружи. Иначе детска негователка, цел живот го посветила на децата. И јас верувам дека и во пензионерските денови, освен за себе, ќе се моли за многу дечиња кои што ги пораснала во градинката. Да, поздрав до сите, до дечињата што ги чува, до пријателите, роднините и Свети Наум нека ни е напомош на сите. Амин, амин. Еве ни ги ревностна сестра Блага. Поздрав. Поздрав до сите. На сите. помош Свети Наум и почесто да си одиме, не само еднаш годишно, него така. секој месец по еднаш. Кристинче, помлада генерација. Јас се радувам, иначе јас прв пат патувам со вас. Се радувам што баш на Свети Наум со сестра Блага. И тој се радува. Тој се радува. Уште еден млад поклоник. Можеш да ја тргнеш маската. Сите сме овде здрави. Ново искуство, Злато? Многу ми е мило што сум со вас, со оваа група и се надевам дека вака да не прв пат, ама не и последен пат, дека пак ќе се собереме и пак ќе дојдам со вас. И нас ни е драго што има и млади кадри овде меѓу нас. Да не биде просекот само старосна граница. Сестричке, искуствена. Представник на Свети Никола. Во името и на сите сестри од Свети Никола, поздрав до нашиот мил духовен отец, отец Бобан. Така. До сите свети Николки, свети Николци што не гледаат, што ќе не чујат, преку нашите молитви, здравје, спасение, исцеление до сите наши браќа и сестри од Свети Никола, сите наши роднини, пријатели и секој што ќе не види, и што посакува да го почувствува Свети Наум и неговите молитви, да стигнат до него и Бог по молитвите на Свети Наум да не помине да спаси сите нас. Так, некако си кажувавме Свети Никола да не го иде да споменеме дека се работи за храмот Свети Никола во аеродром. Да, и целото семејство кое што е под духовната капа на отец Бобан, ревносен свештеник на Македонската православна црква. Ова се све негови духовни чеда. Голем поздрав до сите. Милите нешто? Поздрав до некого? Воедно да го честитаме родинденот на Ирина, сопругата на отец Бобан. На многу ја лета. На многу ја лета. Златната. Од сите нас. Амин. Свети Наум Јас нека ни е на Амин. да кажам нешто за светителот кој што се подсетив дека во раната младост со мајка ми татко ми го посетив кога имав една тешка повреда и кога отидов да му се помолам, мислам дека тогаш уште многу не разбирав, но знам дека до ден денеска го чувствувам неговата благодат и неговата грижа за мене. Одам да му заблагодарам и да го молам до крајот на мојот живот да биде со мене пред Бога, да ме представува, да ме штити, да ме пази. Најнакрај ја ставивме сестричката која што имала мала повреда на ногата,
но нашата Сузе не се откаже, иако ногата ја малку шината. Само и дадовме предимство да може да ја така стави заради рестрикциите. Едно 4 седишта само за незе. Али оди ке се ти наон точно со една болка, за да таа болка и он ја исцели, така? Ако ми е за смирување, нека ми остане болката. Не е страшна толку таа болка. Так. Така, за сите, Господ нека им даде на сите. Да ще ми живи и здрави, ви благодарам многу за коментарите. Јас се надевам дека Да си здравиш. нашите идни гледачи, слушатели ќе им пријат вашите зборови, но да не го заборавиме и уште еден наш поклоник, кој што не е од Скопје, е од Тетово, и нашиот возач, кој што е постојано ревносен Ова ќе се случи, ова ќе се случи сега. и не вози на поклонички патувања. Целе поздрав Поздрав до колегите, до газата, до сите. до семејството. Да. Еве ни е нашата Маријанче од Тетово. Поздрав до тетовчани и до конкретно некого, до сите, а? Добро. Ве сакаме. На помош нека ние се слушаме, се гледаме, ве сакаме.